Почитувани граѓани, денес официјално почнува фестивалот за карневал во нашиот град Порочка 2018. Денес со почеток во 12 часот изложување се маските на учениците од основните училишта во нашиот град. Одбрани се 3 типови на маски со по 3 награди за прво и второ и трето место, каде што ќе добијат и парични награди. Значи денес официјално почнува оваа манифестација Карневал 2018 Порочка. Во утрешниот ден на Пладне почнува детскиот карневал, кој што ќе започне во 13 часот, каде што ќе пролиферираат сите поединечни групни маски на децата од основните училишта од градот. Меѓународниот карневал Порочка 2018 ќе започне во недела на 18 февруари во 13 часот, каде што ќе пролиферираат сите присутни групни поединечки маски од нашиот град, од нашата држава и околните држави во регионот. Ќе биде присутен и председателот на Европската асоциација, Европската федерација за карневалски градови, господинот Ван дер Крон, каде што ќе бидат доделени и наградите, парични награди, а исто така Сдруженијето мечкари, Пријепски мечкари ќе додели и дипломи на наградените. Ова манифестација ќе заврши на 18 вечерта во 21 часот, каде што во ресторанот на хотел Липа ќе се одржи заедничката забава под маски. И тоа мислам со тоа ќе го заокружиме годинашниот фестивал, кој што долго време го очекувавме. Се надевам дека како што денес почнавме, така и ќе завршиме успешно, задоволни. Сите ќе бидеме од оваа церемонија 3 дневна што се одржи во нашиот град и убеден сум дека сите присутни ќе се забавуваат, добро доживување ќе имаат, задоволни ќе бидат од оваа церемонија, со надеж дека следната година ќе биде уште успешна. Точно така, креативноста на младите доаѓа до израз. Тие секоја година имаат се поубави и поразлични маски од претходната. Тоа впрочем го видовме и на денешната изложба. Човек да се воскитува на оваа креација што имаат младите деца. Јас сум Димитар Илиовски од основното училиште Блаже Коневски. Новој карневал ја направив маска за оваа изложба и не очекував да земам награда. Каква е маската? Што е? Како венецијанска маска правена со природни материјали. Колку време ти требаше за да ја направиш? Па околу една недела. Кој ти помогна во сето тоа? Имаше помош? Да, има помош од наставникот Поликовно, кој не поддржуваше во правењето на маската. Јас сум Иван Крстевски од Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Направив маска каде се представени 4 годишни времиња во вид на огледало. Ја правиме околу 2 недели, каде ме поддржуваше мојата професорка Поликовно Марта. Од што изработена маската? Изработена од природни материјали. Во овој изложбен простор на Центарот за култура Марко Цепенков сведоци сме на над 700 креации од нашите креативни ученици од сите основни и средни училишта од градот. Комисијата во состав на повеќе наставници по ликовна уметност работеше до доцните вечерни часови и ги одбра 3 први места, 3 втори и 3 трето наградени дечина, кои што можам да ви ги прочитам. Илиовски Димитар од Блаже Коневски, прво место, Крстевски Иван од Ѓорче Петров, прво место, Степановски Давор од Орде Чопила, прво место. Дневен центар Зуница, второ место, Мирчевска Андреја, Кирил Методи Подмол, второ место, Глабовски Александар, гимназија Мирчацев, второ место. Трите трети места им припаднаа на Долеска Марија, Кире Гавриловски Јане, Келенковски Семих, Кирил Методи Канатларци и Трајковски Филип, гимназија Мирчацев.